Будењето никогаш не било полесно. Со насмевка, ведрина и звук што се гледа. Стасавме до нова недела, стасавме до нов понеделник, 187 ден во годината. Како лета 2026? Верувал или не, да, лета едноставно, уште 178 дена. И колку интересно, 187 ден, уште 178 дена до крајот на оваа година. Никаде сме помеѓу. Помеѓу. До викендот имаме уште 5 дена, ако рачунаме или понеделник. Не, да, мислам дека воопшто не го споменуваме, никако многу далечно ми звучи уште 5 дена. Ако не го пресметаме денешниот, уште 4. Добро. Може само така? Што започна понеделникот полека. Кафето се надевам подготвено, барем моето тука подготвено. Јас имам традиција, не влегувам во студио без кафе. Да, и ја почитуваме таа традиција. Јас немам таква традиција, од време на време кога ми е потребно да мирисот на кафе да ме разбуди, знам да му ја поземам шаличката на ване, па да ја вратам назад. За многумина понеделник тежок, како и за мене, за оние кои што имаат проблем можеби со раното станување. Ако немате време за кафе, во моментов се наоѓате во автомобил, тврда ви душа, но ќе се стасете на работа и ќе се направите. Да, понеделникот вела дека е тежок и ако неделата беше некоја серија, понеделник веројатно ќе беше првата епизода на новата сезона. Па веќе бевме љубопитни да дознаеме што следно ќе се случи. Па тоа не е тешко? Што не е тешко? Па ако е прва епизода од нова сезона, со тешко возбуда е чекаш. ако ја чекаш одамна, ако ја чекаш. Па со возбуда. Па да направиш една рекалкулација што се случуваше минатата недела. Рекапитулација. Како кажа? Рекалкулација. Па Ова ќе го запишам. Може и да рекалкулирате. Ето ти сега не знам ни да го кажам. Добро, се шегувам. Понеделник е за тоа. Тежок ден, ама ние ќе се потрудиме на вистина да го направиме што позабавен за вас. Останете овде. Добро утро. Студено утро, 20 степени Целзиусови студено, мислам ако дека ова го зборуваме ако споредиме од минатата недела и навистина е убаво свежичко утрово, не ви треба навистина нешто многу клима во кола, барем таков е впечатокот. Не, освен ако по навика не ја пуштате. Ама не од потреба. Добро утро Скопје, добро утро Македонија. Не има ли на социјални медии утро? Не има на Facebook и на Instagram, на radio2.mk, на телевизија, на радио, секаде каде што ќе посакате да нас слушнете или гледате, апсолутно не има. Она што е многу важно дека ве има и вас, а ве имаше во изминатите неколку дена, па предлагам дека овде можеби време да ги поздравиме сите оние кои што не се штедеа на зборови, на фотографии, на видеа и ни испратија чисто да видиме како не уживате. Првата, ние од Даниела од Тетово, еве ни е првата фотографија. Можеби дадов предност бидејќи од твојот роден крај. Можеби. Даниела не пофали за музичкиот избор, расположението кое што го имавме во петокот, имавме ретро петок, ова фотографија е само инспирација од нашиот ретро петок. Апсолутно, следното видео плюс аудио, затоа што не само што видео ни прати, туку и ни прати да слушнеме како се звучиме. Е од Ѓоко вели браво дечки, знаете како да ги олесните патиштата, секоја чест имајте убав и прекрасен ден. Ова е од патот Свети Николе Куманово и се гледа дека како што уживавме ние, така уживаат и нашите слушатели. А во позадина слушате од XXL Забо. Да, ова е петокот. Им тоа се израдува. Ја пуштивме некаде околу 7 часот и 40 минути. За крај утрово поздрав и до Билјана од Скопје, која е наш редовен слушател и како што може да забележиме и уживател и гледач. Види колку убаво изгледа. И уживател и гледач на звук што се гледа според фотографијата што ни ја испрати, направена со незиното утринско кафе. Ете Билјана, ти си мој човек, може некогаш во студиото да ни дојдеш, да испиеме кафе, па да помовитиме со наш слушател, може да го поканиме некогаш. Да видите како изгледа од оваа страна, понекогаш не е на одмет. Овде ве потсетуваме дека и вие доколку не гледате, слушате, можете апсолутно да придонесете како праќате фотографија за тоа како ви изгледа утрото, кога не има нас заедно во вашето утро и ние веќе утре истата ќе споделиме со сите. 7 часот 34 минути. Добро утро, останете на Радио 2 и на Македонската телевизија.
Степени кажав 20 во моментов, малку посвежо. Морам да препроверам, просто не ми се верува дека имаме 20 степени. Ако веќе пред 10 дена зборував, ми сожалевме дека утрата се неподносливи, а што ќе биде во текот на денот, конечно имаме недела во која што ќе може да здивнеме и да се наспиеме. Што значи тоа во превод? Што значи тоа во превод? Кога е Скопје во прашање, помеѓу 31 и 34 степени имаме температура која што во следните неколку денови ќе се движи. Она што мене особено ме радува е дека денес ќе имаме максимални 31 степен во главниот град. Ау, колку убаво звучи ова. Убаво звучи, но не знам како би звучело состојба на патишта во моментов на оние што се на граници, ќе ни пишат на Богородица ако имаме некого или на Табановце, дали во моментов таму има гужви или нема. Во меѓувреме на веб страната на Автомотосојузот на Македонија информацијата стои дека сообраќајот на државните патишта се одвива непречено. На граничен премин велат Богородица се бележи зголемена фреквенција на возила, времето на чекање за излез од државата е околу 15 до 30 минути. Што значи дека тие што се во моментов заглавени на граница веројатно ќе не дослушаат до 8. Па добре, леле, ете ќе имаме слушатели. Може и лайвстрим да не следат на Facebook и на Instagram да видат како изгледаме утрово, како им се смешкаме. Па може и ги поздравуваме. Среќа во несреќа на вакви степени на 20 се чека на граница. Се чека поднослива. Поднослива. За да ситуацијата биде уште поподнослива, а ние некако романтично понеделнички, мислам дека е време да го слушнеме следното IQ со убава моја. Првата музичка номера за денеска. Добро утро, вие сте со Радио 2 и со македонската телевизија. Звук што се гледа, одиме и на Facebook и на Instagram, Радио 2 МРТ, пишете ни таму. Добро утро, Македонија. Не стварно вака не можам, 1500 зборови и пак не те разбирам. И доаѓам да си полудам, да се спакувам и одлетам. Таму негде сам, и кога ќе те видам, убава, убава моја, заборавам на се, те гледам само тебе. И кога ќе те видам, убава, убава моја, толку лесно светот го заборавам. Длабоко во тебе јас потонувам. И кога ќе те видам, убава, убава моја, заборавам на се, те гледам само тебе. И кога ќе те видам, убава, убава моја, толку лесно светот го заборавам. Длабоко во тебе јас потонувам. Води ме, не ме прашувај, ти знаеш добро да ме возиш, не се преправај. И еве ке ти признам, понекогаш ме можам да те поднесам. И кога ке ми речеш убава, убава моја, заборавам на се, да сакам само тебе. И кога ке ми речеш убава, убава моја, толку лесно светот го заборавам. Длабоко во тебе јас потонувам. И кога ке ми речеш убава, убава моја, Заборавам на се, те сакам само тебе. кога ке ми речеш убава, убава моја, Толку лесно светот го заборавам. Убава, убава моја, колку убава песна за убав понеделник. Убава. Тоа сакав да го кажам, ама ајде, мораш секогаш да ми се уплеткаш и па, не ми е изненадувањето да ми го интересно расипаш. секогаш ако Па сакав да оставиме. ти дадам бакнеш. Одлично. Денес бил меѓународен ден на бакнешт.
Па баш убаво. Па ајде да ги потсетиме слушателите и гледачите почесто да се вакнуваат. Мислам со тие што смеете, не со сите. Добро што со тие и пријателски бакнежи се важат денеска. Мислам дека и за важат, тоа ако апсолутно. видам во календаров, така или било само за влюбени да го повлечам бакнежот. Не. Ова е Не, меѓународен ден на бакнежот во било која форма. Дали кон вашите сакани, дали кон вашите деца, дали од децата кон вас, дали кон најдобрите пријатели, дали кон милениците, не е важно, важно е да бакнувате што почесто, затоа што се вели дека ова е најубавиот начин да му го разубавиш денот некому. Па фала ти, Ване. И велат дека Добро. бакнежот го намалува стресот, па ако некој ве нервира, бакнете некој друг. Не знам ова како функционира. И малку внимавајте со кого го пробувате, да на крај испадна Зорка Ивана ни рекоа, па ние само послушавме тоа што беше кажа. Да, во интерес на времето ќе се префрлам на последниот ден, може, ден на виртуелна преградка за виртуелни асистенти. Некако бакнежи, преградки, ми тоа е доаѓа денот. со светски ден на бакнежот и овој ден на виртуелна преградка за виртуелни асистенти вели, денес им благодариме на сите виртуелни асистенти што трпеливо одговараат на нашите прашања. Ова се мисли на ChatGPT, така? Не, ова се мисли на предците на ChatGPT кои што беа во човечка форма. Сите оние кои што ги работеа, сите работи кои што денес ChatGPT ги прави. Аха, добро. Дактилографи. Па, секретарки. Од тука почна. Од таму почна. Низбрдо. И на Сите- оние вели што не подсетуваат на состаноци, што и онака ќе ги заборавевме. Има и ден денес што те подсетуваат. Добре, јас луѓе за влегувам тоа. во ова, веројатно заслужувам и преградка. Кога се ти во прашање? Да. Ето. Понеделник никогаш не го поубав. Слушалките ни прават проблем да се спориме поубаво. Да. Не бил Океј. никогаш поубав со следниве срекни вести. Одиме Да, со джингл па да видиме кои ни се срекните вести за ова утро на Радио 2. И да, кога сме кај срекните вести, ако случајно утрово се разбудивте со мислата баш би било убаво да купам стан во Скопје, имаме одлична причина да ви кажеме подобре повторно да си легнете. Ова е нешто за кредитите најверојатно, вели според најновите податоци на Народната банка и според побарувањата на продавачите на недвижнини, цените на становите повторно пораснале. Ама јас мислам повеќе. 5,5% па и не е нешто многу, само во последниве 3 месеци. А за 13,3% во споредба со лани. Според овие бројки, единствено нешто што посигурно расте од цените на становите се коментарите ех да купев пред 10 години, а ние останатите продолжуваме со стандардниот финансиски план, ќе штедиме, ќе собираме, ќе пресметуваме и на крај ќе си купиме нова завеса за станот што го изнајмуваме. Колку луѓе останаа без да ги продадат становиве, само чекаат да растат цените и со години Па не знам, значи како велате, оди нагоре, па оди надолу, да не чекаат предолго, па ништо да не се случи. А ако случајно утрово се разбудивте со мислата денес ќе дадам отказ, понеделник е, најчесто се носат вакви одлуки, имаме една охрабрувачка вест за вас. Според најновите податоци во индустријата работници има се помалку. Најголем пат има во текстилната индустрија, речиси сите производствени гранки бележат минус. Со ова темпо наскоро нема да треба да барате работа, работата ќе ве бара вас, а ако знаете да додете навреме, веќе сте кандидат за нова работа. Ако знаете нешто да работите, можно и веднаш да добиете договор, а ако не дадете отказ првата недела, веројатно ќе ве прогласат за работник на годината. Добрата вест е што високотехнолошката индустрија расте, лошата е што повеќето од нас се уште не знаат да програмираат. Но, барем знаеме да кажеме, не ми е до парите, до колективот ми е, што патам, никој повеќе не верува во тоа. Значи, заклучокот е едноставен, работа има, ама нема работници. Станови има, ама нема кој да ги купи. Македонија земја, каде што и понудата и побарувачката се навредени една на друга. А навредена и Марија ни пиша на Инстаграм, вели ќе ви дојдам јас во студио, не само Билјана. Ето, апсолутно очекуваме, би било многу интересно да се дружиме со слушателите, Од нешто Охрид. што веројатно не знам дали досега некој го има направено, ама зошто да не го направиме ние. Од Охрид ни пишува Марија. Многу луѓе има во Охрид деновиве. Има. Се разладуваат, гледам викендов имаше убави Уживаат. журки. Допрва доаѓа хаосот во Охрид. Сакаш да видиш во тој хаос или го Па сакаш не знам Охрид во колку мај? имам лажица за во Охрид.
Колку имаш тоа? Лажица да им го исцркаме езерото, Мајко моја. нека остане на завидно ниво за сега. Тони Се Зен шегувам. може ли да го слушнеме на Радио 2 Апсолутно. со Сите сме исти, а веднаш потоа имаме одличен гостин за понеделник. Зорка, ја секогаш те фалам кога правиш убав избор на музика, кога договараш супер гости. Сега ти се допаѓа ли музиката? Ма супер денеска се. Чекај само да видиш Одлично. кој ни е на гости. Остане Ајде, тоа. одиме прво со музика. Сите сме ситни, микроорганизми, некои се со добри, некои само лоши мисли. Верувај во себе, боите не се битни, бели, црни, жолти, црвени, сите сме исти. Сите сме ситни, микроорганизми, некои се со лоши, некои само добри мисли. Верувај во себе, боите не се битни, бели, црни, жолти, црвени, сите сме исти. Погледни се во огледало и кажи ми што гледаш, ке сватиш сите исти сме од почеток до сега. Некој седи само чека, некој работи понекад, некој движи многу брзо, некој оди пополека. Сите сме своји богови, за некого сме робови, трошиме пари готови, направени од снобови, затворени во систем кој не удира се раун. Елитата е горе, борците се underground. Христијани, муслимани, атеисти, будисти, евреи, комунисти, демократи, терористи, политичари, музичари, уметници, спортисти, поврзани во мрежа која спојува со мисли. Подсетете се кога бетме само дивјаци со крици и мимики, без имиња ни надимаци, одвоени од тогаш ние, вие, јас и ти, постојано сме во војна ако брееме за мир. Сите сме ситни, микроорганизми, некои се со добри, некои само лоши мисли. Верувај во себе, боите не се битни, бели, црни, жолти, црвени, сите сме исти. Сите сме ситни, микроорганизми, некои се со лоши, некои само добри мисли. Верувај во себе, боите не се битни, бели, црни, жолти, црвени, сите сме исти. Сите сме исти, ситни микроорганизми. Некој се со добри, некој само лоши мисли. Сите сме исти, ситни микроорганизми. Некој се со лоши, некој само добри мисли. Ние сме поделени на групи, одвоени со селекција, создадени без причина по некоја инерција и многу пред нас топката почна да се врти. Играта е вечна, ама никој не се бесмртни. Една шака 5 прсти, 2 заедно 10. Дигни ги увиси, само мафта е на цел свет и некој ке те види, примети и поздрави. За универзумот сме сите исти и познати, а би те прашал дознали кој не создаде и движи. Вистината е пред нас тука, но секој мижи без грижи. Замисли ги сите луѓе мирни и живи. Тони Зен беше со тоа сите сме исти, ама па не знам баш колку сме исти. Некои се 1,74 м, некои се 1,86 м, некои трчаат, некои едва се качуваат по скали, ама во глобала сите сме исти. На тема некои трчаат за рекреација, некои за здравје, некои едноставно сакаат да си ги поместат своите граници. Нашиот денешен гостин на токму еден од овие кој што поместува граници. Во звук што се гледа ни доаѓа Андреј, многумина го знаат како Андреј 42 километри, професионален рекреативец, зашто ќе прашам подоцна што точно значи, тркач и креатор на содржини. И сега кога ќе го видите ликот, мислам дека веднаш ќе ви стане јасно за кого станува збор, затоа што многу си актуелен последниве денови на социјалните мрежи. Добре дојде и добро утро. Ви благодарам на поканата, многу ми е мирак што сум тука и што прв пат имам прилика да сум по телевизија. Научен сум да бидам пред камера, ама за прв пат во живо и се надевам дека ќе биде успешно. Тука имаш најмалку 4-5 камери, така што почни. Одлично, да, ги гледам. И многу светло имаме. Се представуваш како професионален рекреативец. И сега прилика ми е јасно што тоа би можело да значи, ама сакам твоја дефиниција кратко. Професионален рекреативец не е само совршен опис за профилот кој што го водам, туку и за целата спортска кариера која што сум имал до сега, што трае веќе 16 години. Браво. На еден начин никој пат не сум ја преминал границата за да се префрлам од аматер во професионалец. Но секој пат сум бил тука некаде на таа линија каде што малку ме двоело за да ги преминам водите на професионалниот свет. Ама заради тоа што не можеме да се споредуваме со професионалците, мислам дека е фер да се задржам на некој рекреативно ниво, ама никој пат не ставам микс и никој пат не ставам крст на ништо, така што Се може да се случи. Се може да се случи во иднината и среќен сум за сите прилики кои што Колку време имам со тоа. трчаш во години? Активно трчам 6 години, почнав 2020 кога почна короната. А со Така. спорт се бавам многу подолго. Те прашам затоа што секогаш ми било мистерија дали се потешки првите 5 километри или последните 5. Дефинитивно се потешки последните 5, ама се
многу поголема награда заради тоа што во последните 5 километри се осознаваш сами од себе си и славиш за целиот труд кој што си го посветувал месеци наназад и се надеваш на успешна приказна на крај на трката, каде што ќе славиш заедно со сите тие кои што ти биле најголемата поддршка во целиот тој процес. Најчудниот коментар што си го добил на социјалните мрежи? Интересно прашање. Заради тоа што видеата ми се многу краток формат и добиваат кажуваш едно чудо информации. Да, едно чудо информации, многу кадри и секој пат влечам инспирација од секојдневието и од работите кои што се дешаваат околу мене. Имав ставено кадар од 1 секунда од едно комбе на кој што беше напишан некој надпис кој што мене ми беше интересен и во видеото влезе како кадар од 1 секунда и откако беше ставено видеото тогаш сватив уствари колку имаат моќ социјалните медиуми и после еден ден, после неполн ден ми имаше пишано возачот на комбето, еден дечко и ми имаше пишано јас сум возач на ова комбе. Прејако. Да. Многу ми се забавни твоите видеа, особено Хвала. делот со количките и со цртањето каде што објаснуваш како функционира шеќерот, како функционираат маслите, уште не можам ништо да пофатам, ама многу ми е интересно да ги гледам. После 5-6 гледања можеби и да сватиме затоа што навистина многу брзо збориш, а и тоа е извор на многу информации. Кој е најголемиот мит за слабењето што секојдневно го слушаш? Знаеш, слабењето е толку контроверзна Ти немаш тема. проблем со тоа, ама мислам дека ти околу тебе не. прашуваат. Ама едно нешто кое што константно сум го слушал низ текот на годините е ништо не јадам, а никако да ослабам. И секој пат луѓето се залажуваат на еден начин со јадење празна храна, што ја викам јас, со мал волумен и високи калории. Секој пат храната не е таа која што е лоша или добра, туку како ние ја користиме, дали ја користиме за енергија или за задоволство и најчесто тука се стварат сите проблеми што луѓето ги имаат со слабењето. Која спротивносно? Со трчање. Мене ми е проблем да истрчам и до автобус. Туку биднали летот 200. Некаде стасав до 193-4. Летот 200 ќе биде наскоро, се надевам. Утре ќе биде летот број 197. Браво. Така што наближуваме на јубилејната 200-тка. А кој лет до сега те однесе на најубава дестинација? Може да дојам 2. Може 2, ако. Вака, првиот лет е во 2022 кога слетав во Палермо за да ја гледам македонската фудбалска репрезентација против Италија. Да, навистина убава дестинација. И беше едно од моите најдобри мемории заради тоа што успеавме да ги победиме италијанците на гости, стигнавме на 4-то светско првенство, а второто што би го извоил е секој лет кој што ме вратил назад во Скопје заради тоа што тоа ми е родното место, градот што го сакам најмногу на свет. И чувството не се споредува со ништо друго. Најлудото место каде што си трчал? Пред месец дена во Босна на олимписка скокалница за скијање во контрасмер од доле нагоре на 40% успон, така што дефинитивно би го одбил тоа. Да, браво. На Инстаграм објави едно видео за пивото во малку негативна конотација. Ти се налутија многумина, но ти простија ли дел од нив? Мислам дека вчера уште едно, вчера уште едно, да, што беше малку подобро пивото. Мислам дека најчесто кога се зборува за некоја контроверзна тема или за нешто кое што има општествена подолба, посебно кога се теми како алкохол, цигари, пиво или било што на кое што има поделено мислење, мислам дека очекувам да биде прифатено на еден понегативен начин од публиката која што гледа, заради тоа што обично тие видеа се секој пат најгледаните, но мислам дека ништо од негативните коментари кои што ги имам добиено не се на некоја лична основа и повеќе се кажани во афекти заради тоа што секој пат е полесно да си браниме некоја лоша навика отколку да сме стрикни за добрите. Се согласувам многу. Ако можеш да трчаш со било која позната личност, а знаеш дека не трчаш, со кој тоа би го направил? Искрено добро прашање. Мислам дека дури го имам мислено ова, ама ќе кажам заради тоа што на најголем дел од тренизите го слушам Слаткар и сум пораснал заедно со неговата музика, отворена покана за да правиме тренинг заедно со Слаткар. Се надевам дека не слуша, не гледа. Дали би направил предизвик да натераш да трчаат заедно со тебе најмрзливите, да речеме, личности? Би направил некоја програма за мотивација да почнат да трчаат? Така, мислам дека последниот дел беше многу добар додаток на ова, заради тоа што не верувам дека постои мрзлива личност, туку верувам дека постои недоволно мотивирана личност, како го звучи? Една личност која што не си ја нашла средината за да почне со спорт, без разлика дали е тоа трчање, и мислам дека доколку истата се створи, дека има многу голем потенцијал за личен прогрес и една позитивна промена, така што без разлика дали се работи за јавна личност или за некој секојдневен човек, мислам дека секој заслужува да добие прилика за спорт, за здрав живот и јас сум најотворен за тоа да биде преку мене. Сега уште едно прашање што не беше овде, ама ми дојде, што е потешко, да почнеш, односно да најдеш мотивација да трчаш или да почнеш да трчаш?
Мислам дека да почнеш. Секој пат најтешкото е да почнеш заради тоа што мотивацијата некако доаѓа причински последично после самиот процес на отпочнување на нешто и во било што и да сум правил, без разлика дали било поврзано со спорт или немало врска со спортот, најтешки биле почетоците и после тоа некако сите карти се местат и куцките се паѓаат на местото каде што требало, така што почетокот е секогаш најтежок според мене. Повозрасните ќе речат не трчај по автобус или по женска, ама јас ќе ти речам продолжи да трчаш и прави го тоа што да прави Срике. Супер совет. Ти благодарам што ова утро беше заедно со нас. Кратко, ние овде за да си го испратиме гостинот, ја слушаме Сара и Панчо Зелено светло. Ти благодарам. Фала и на вас. За тебе имам слушано баш се, секој ден ми зборат за тебе. Се морало да биде по твое, сите биле луди по тебе. Со своји очи јас да видам и јас по своји правила играм. Јас не сум како другите, со мене по-друго е се. За мене сега себе направил, за мене сега себе направил, за мене ти би рушил зидови, зелено светло чекаш ти. За мене сега себе направил, за мене сега себе направил, за мене ти би рушил зидови, зелено светло чекаш ти. Не, ова не е семафор, кај други секогаш го има в последниот збор. Да, компромис нема, јас не давам само зема, кај секоја од нив јас барав она што го нема. Дај ми шанса, јас тебе ќе ти покажам, колку ми требаш, ќе видиш, ќе ти докажам. Среќен сум само кога тука си до мен. Ќе го истрчаме ли понеделников? Еден разговор ќе направиш за атлетика и одма спортистка. Па никако така се чувствувам. Ајде се надевам дека ово е тој понеделник. Апропо муабетот за лајците и Охридско езеро, Марија ти пишува: полирајте ги лајците, сега дур да дојдете на сркање. Нема проблем, да, може да почнеме да се подготвуваме. така. Како беше битна е мотивацијата? Да, поздрав и до Мима, вели, може ли една песничка? Може. Мима продолжува Зорка после 8 часот на Радио 2 со Тик-так и сите песни кои што ги побаравте, а не успеавме да ги пуштиме, ќе ги пуштиме. Знаете зашто не успеавме да ги пуштиме? Затоа што Ненат и Маријана бараат да ги вратиме назад. Така. Ние ќе останевме уште, така. А и Кристина чека вести во 8. Леле, како ги наместивме сите чекаат, ние мора да си одиме. Зорка, само да ти кажам дека не мора да почнеме од овој понеделник, може заедно да почнеме од следниот понеделник. Може, Да трчаме може. ако сакаш поред ке или да вежбаме заедно негде. Јас имам уште подобра идеја, може да пешачиме брзо по трговски центри. А јас најдобра идеја имам. Секој утро Добра ти е двете. идејата, се прифаќа. Се гледаш како лесно се договараат И не жени. на Во секој високи утро две. подпетици ќе пешачиме брзо. Ваня, која е твојата идеја? Може да Која е твојата идеја? жени кога ќе се замаветат секој утро на линк, така да почнува емисијата. Може да Како двете трча. трча. Така е, Ване, Е, така. може. Тоа. Се согласувам со твојата идеја. Чао. И при тоа да Чао, направиме анкета, некоја интересна така. Или да не ни Благодарам бегаат многу. многу во телевизија. Доволно е голема, најгоре, надоле, Може, ќе може, стигнете да, до да. попладне. Океј, одиме понатаму со вести, а веднаш потоа и со нашите гости, следните содржини до 9:30 на телевизија, другите на радио со Зорка. Така, останете на првиот канал на Македонската радио телевизија, следуваат најважните информации од земјата и светот.